Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добро вечер, почитувани слушатели. Вие сте на Радио Брановите на Радио Слободна Македонија, најубавото радио во боја. Јас сум доктор Иванка Додовска и денеска 17 часот и речиси 1 минута во редовниот термин започнуваме повторно со концептот на неделата. Како и секогаш, концепт Соина представува еден навистина широк форум во кој се преплетуваат голем број на општествено-политички концепти, но и голем број на прашања кои што и дилеми кои што едноставно не се секогаш најдобро објаснети или секогаш треба некоја нова енергија која моите почитувани соговорници заедно со мене вие представуваат на вас, наши драги почитувани слушатели, вие кои што сте сега покрај радиоприемниците. Значи, од вас ја црпиме позитивната енергија со која што катадневно наоѓаме решенија и објаснувања за големиот број на општествено-политички прашања, како што кажав, но и големиот број на предизвици со кои што се соочуваме како држава, како граѓанство. Оттаму навистина голема честа и задоволството да се има можноста да се дискутира за оние навистина значајни теми, исто и како да можеме да убатуваме една општествена критика која во секој случај ќе даде едно ново светло и ќе отвара нови видици, ќе ги проширува хоризонтите на знаење и секако ќе биде полезна и во корист на нашата држава и на напредувањето на македонското плурално општество. Во секој случај, овој убав понеделник, малку студен, но со чист воздух и со една позитивна мисла, овој 18 јануари, ја почнувам мојата емисија со најважната тема или можеби темата која што ќе не окупира во наредниот период со една поголема динамика, а тоа е изјавата на македонскиот претседател на владата господинот Никола Груевски дека државата тргна одлучно да стави крај на кризата. Да чуеме што кажа премиерот. Груевски посочи дека државата мора да оди напред и дека македонските граѓани предолго беа заложници на деструктивна политика. Тој додаде дека договорот во Пржино беше постигнат со цел што побрзо да се излезе од кризата, а изборите се најдобриот начин да се постигне тоа. Премиерот потенцираше дека 24 април е избран како оптимален термин кој бил договорен помеѓу ВМРО, ДПМН, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ДУИ и ДПА на преговорите. Инаку, денес владеачката партија ги повлече амандманите и забелешките на методологијата за прочистување на избирачкиот список и со тоа во целост ја прифати методологијата за исполнување на условите. Со ова, како што потенцираше претседателот на владата, господинот Никола Груевски, ДИК и МВР ги имаат сите услови да организираат фер и демократски избори. Исто така, лидерот на владеачката партија нагласи дека во иднина македонските граѓани ќе може да кажат дека на 24 април 2016 година народот даде мандат за просперитет, политичка стабилност, нови работни места. Груевски јасно посочи дека од денес во оваа држава зборува народот и дека со оваа нивна одлука уште еднаш ќе докажат дека најмудрото нешто што може да му се даде на народот е мок да одлучува. Почитувани слушатели, денеска во концепт Соина ќе дискутираме со мојот почитуван колега и активен општествено-политички аналитичар, професорот Александар Даштевски, но пред да го најавам неговото гостување и пред да почнеме со нашиот навистина интересен разговор, ви предлагам да слушнеме една убава музичка номера и веднаш се враќаме назад. Почитувани слушатели, вие сте во редовниот термин на концепт Соина. Јас сум доктор Иванка Додовска и денеска, како и секој понеделник во истото време, дебатирам со моите почитувани соговорници за важни прашања кои што се однесуваат и на сите нас како поединци во Република Македонија, но и за нашата држава воопшто, така што се надевам дека и оваа недела концептот на неделата, концепт Соина ќе ви биде една добра платформа за размислување
обединување и за едноставно проширување на одредени ставови и видувања кои што ги имате, можеби и расчистување на некои дилеми доколку се појавиле во меѓувреме. Во секој случај се надевам дека ве наоѓам во добро здравје. Ние се наоѓаме пред утрешниот голем православен христијански празник. Тоа е празникот Богојавление или познато како Водици, еден празник кој уште еднашка во овој краток период, овој јануари, како и секоја година, не сполотува сите во една убава мисла, со една навистина желба и еден порив за навистина христијанско, братско однесување едните со другите, па дури без разлика на вероисповеста на различните конфесионални групи, граѓаните на Република Македонија. Мислам дека најмногу себе си и на своите блиски, и на сите околу себе им посакуваат просперитет, здравје и многу успеси во нивните лични животни приказни, како и на целокупниот државен систем. Се разбира, државата е секако многу важен чинител за благосостојбата на граѓаните и секако дека стабилноста на државната власт е многу значајна и во однос на вертикалата, тоест на она што на граѓаните од кои што произлегува власта како активен атрибут или субјект на исполнување и нечију напредување на човечките прашања, човечките потреби. Се разбира дека ние како луѓе и како граѓани не можеме да живееме засебно од сопствената татковина и имаме потреба и навистина тука постои еден основен принцип кој јас честопати го говорам и пред моите студенти, но и воопшто генерално секогаш и секаде, а тоа е дека има прашања кога станува збор за националната сигурност, националната безбедност, националните интереси, каде што не постојат ни политички идеолошки разлики, не постојат ни различни страни, едноставно приоритетот на сопствената државност, на зачувувањето на унитарноста и на просперитетот и успесите на една држава се секако нели обединувањето на сите граѓани под таа позитивна максима која навистина многу говори и надвор како ќе не гледаат и како ќе не перцепираат, а и ние внатре како меѓу себе ќе комуницираме и на каков начин ќе се однесуваме. И оттаму навистина сум денеска многу благодарна што имам можноста повторно да дебатирам со мојот почитуван колега професорот Александар Даштевски за многу прашања кои и минатата, но и предминатата година, како и генерално оваа година не оптеретуваат и на некој начин и создаваат одредени јазли и дилеми кои секако дека одат во негативно конто и од надворешна перспектива кога некој би не гледал, но и внатрешно во државата меѓу нас. Па оттаму првото прашање за вас, почитувам професоре Даштевски, е секако како ја цените целава, значи еве доаѓа крајот на целата политичка криза, на некој начин еве имаме датум за избори и владеачката партија на чело со претседателот на владата господинот Никола Груевски пресекоа и веќе Македонија влегува во предизборие. Како ја оценувате целата оваа општествено-политичка ситуација? Добро вечер, благодарам уште еднаш на поканата и ги поздравам слушателите на Радио Слободна Македонија. Јас исто така, затоа малку и задоцнев можеби неколку минути, меѓутоа ги следев вестите на Сител и за мене беше исто така големо изненадување и возбуда ова што изјавите на премиерот и изјавите на коалицијата за подобра Македонија и така натаму, значи изјавите на репортерите од терен. Меѓутоа мора да кажам пред се дека ме изненади една изјава на австријскиот министер за надворешни работи Себастијан Курц. Тој даде изјава во стил на најголем македонски патриот. Значи тој рече дека не треба веќе да се играме со овие работи што се случуваат во Република Македонија и рече дека дури ја нападна сопствената заедница Европска Унија со зборовите дека можеби е голема грешка што се замешала во процесот, затоа што тоа е наша внатрешна работа. Так. Они можат само да ни советуваат и да даваат насоки како да постапуваме, меѓутоа не и да се мешаат директно внатрешните работи на држава. Бидејќи секоја држава има свој суверенитет. Додуше тоа е коментирано повеќе. Так. И сега тоа се надоврзува на она што цело време ние го зборуваме тука
и вие стално во емисиите, меѓутоа јас као професионалец. Значи, тој рече дека не смееме да згазиме по волјата на македонскиот граѓанин. Односно, дека 4 пати македонскиот граѓанин се одлучил за оваа власт, без оглед дали имало некои перипетии, аномалии и така натаму, и дека тоа мора да се почитува. Без, нека си се докажуваат постапките каде што треба да се докажуваат, меѓутоа не смееме да си играме со граѓаните. Така. А ние цело време тоа го зборуваме. Дека сега моментално владеачки концепт во светот е либералната демократија и дека таа значи парламентаризам, дека граѓаните на слободно го даваат својот глас на избори и дека тоа не сме да се менува по вештачки пат. Дека мора да се смени само на избори. Така што ако не одиме на избори, како ќе знаеме за кого ќе даде народот својата волја. И сега доаѓаме до тоа, нели, до изборите. Имаме ние ситуација каде што се преговара цела година и дојде, нели, после неколку месеци до извештајот на Прибе, а после тоа и до договорите во Пржино. Значи на 2 јуни и на 15 јули се договорија сите работи и тука е договорен датумот за изборите. Тоа не е прашање дали да или не. Тоа е договорено. Точно. Значи, сега овој состанок, што беше во петокот, ја го сметам како состанок за утврдување на детали, а и неколку портали, па и странски агенции го коментираат така. Значи, утврдување на деталите, бидејќи е подпишано таму дека да изборите ќе се одржат на 24. Нема што се е одлагање или не одлагање. Она што е договорено се е исполнето. Значи, и за избирачките списоци, и за медиумите, и за се, ако го погледнете договорот добро, ќе видите дека се е договорено. Например, за избирачките списоци требаше да се утврди методологијата на прочистување и тоа е ставено во изборниот законник. Изборниот законник е изгласано од сите 4 партии кои преговара и на парламент е донесен со двотретинско мнозинство, значи од сите 4 партии што учествувале во преговорите. И тука нема што веќе сега да разговараме дали е прочитен или не. Тоа е веќе работа на ДИК. Затоа што штом ќе се донесе изборниот законник, се знае кој раководи со изборниот процес и кој го прочистува законот. Нема партиите да го прочистуваат. Така. Тоа е работа на ДИК. Ја веќе неколку пати го кажав тоа. Сега они викаат дека немало доволно време, не знам што. Значи, според таа методологија, тоа е утврдено во членот 31.28. Методологијата, значи на ДИК ставено е на располагање комплетно сите биометриски податоци, начинот на бришење, на ставање на нови гласачи и така натаму, дури и проверка на врата. Дали е точно тоа дека човекот починат се оцелил и емигрирал и така натаму. Че сите тие работи се утврдени. Што се тврди? Дека нема доволно време. Тоа не може да биде причина, не може да биде изговор за неодржување на избори. Бидејќи ние сме држава. Ако сакаме да бидеме сериозна држава, ако треба 1000 луѓе за прочистување на списокот, ДИК одлучува се. Така е. Штом ќе се распирче, ДИК нека донесе одлука 1000 луѓе. Ако треба 2000, ако треба 10.000 луѓе нека го прочистуваат, списокот мора да биде прочистен поради сериозноста на држава. Ќе се направат добри рокови, ќе се направи стратегија и така натака, значи тоа се спроведу. Не, видете, значи професоре Даштевски, например, вчера имавме една интересна изјава на председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски, кој нели како предлог на СДС дојде на оваа позиција и тој значи узурпирајќи на некој начин својата улога во комисијата, представи личен став во име на целата Државна изборна комисија. И баш следново го кажува. На прашањето дали избори на 24 април може да се спроведат, мојот одговор е дека технички изборите може да се спроведат, меѓутоа проверка и пречистување на избирачкиот список не може да се спроведе, што значи дека не може да се обезбеди ниту избирачки список во кој сите ќе имаат доверба. Што значи ова? Значи ова самото по себе се сузбива со оваа изјава. Сега ќе ви кажам нешто. Значи ние веќе го одговоривме ова претходно. Рековме дека со повеќе луѓе се завршува тоа што го зборувам. Меѓутоа ова треба да му биде последен пат. Ја му сугерирам како поранешен член исто и на ДИК, без оглед што тој е председател,
му посакувам успешна работа за изборите, меѓутоа му сугерирам да не запаѓа во партиски замки. Затоа што тој веќе му рекол на еврокомесарот Хан. Еврокомесарот Хан е еден од главните личности за проширување, главните личности за добрососедски односи во Европска унија. Тоа не е играчка и не може тој став да се смени за еден ден. Така. Значи, тој влегол во партиска замка каде што му е кажано да ја смени изјавата. И тоа изјавата не се менува така тоа. Значи, постојат правила таму во ДИК како се работи. Точно. Се свикува седница на ДИК. Па одлучуваат сите членови дали има или нема. На него му се случи вчера да излезат сите и да каже дека тоа е негова лична одлука, а не одлука на ДИК. А токму забелешките на Прибе беа тоа. ДИК дека е премногу партизиран и дека треба да се ослободи од тие стеги и затоа се предложија тројца експерти. Професоре Даштевски, јас да не бидат сите партиски, нели? Јас ќе ве прекинам овде, би предложила да направиме една кратка пауза за реклами и веднаш се враќаме назад. Почитувани слушатели, останете со нас. Почитувани слушатели, вие сте повторно назад на Радио Брановите, на Радио Слободна Македонија. Јас сум доктор Иванка Додовска, а денешен мој почитуван соговорник е професорот Александар Даштевски. Професоре, говоревте за структурата на Државната изборна комисија и за преседанот кој што го направи председателот, актуелниот председател на ДИК. Говоревте за предложените тројца представници, па би сакала да продолжиме во таа насока. Па рековме дека тој претходно му кажал на еврокомесарот Хан, кој се знаеме сите каква улога игра во Европска унија и не треба да се играме со такви личности, дека се исполнети сите услови за одржување на изборите. Значи, ова изјава што ја даде повторно после ден-два од заминувањето на Хан, ја сметам као партиски притисок, што не би требало да се случува уште пред да се распишат изборите. И токму тоа беше забелешката во извештајот на Прибе. Да се департизира, деполитизира изборната комисија и затоа се предложија тројца членови експерти. Так. Значи, за да во такви ситуации реагираат, да не биде целосно партиски, се оставија простори за партиски членови, затоа што тие некои прашања можат па подобро да ги решат. Меѓутоа, во секој случај, целата одговорност лежи на председателот на ДИК. Значи, ова што се направи е преседан и сега затоа и постојат тие експерти, затоа се прошири комисијата, затоа што и низината одговорност. Значи, и добива повеќе права, а добива и одговорности. Значи, за некои работи кои нема да се преземат или кои ќе се преземат во спротивно со законот, утре ќе мора да се сноси одговорност. Така да тој треба да внимава, тој не може сега да ја поништува својата изјава која дал на еврокомесарот Хан, а без да свика седница на ДИК. Тоа не беше разговор. Да. Значи, треба да свика седница, тие другите членови се потполно рамноправни како председателот. И подпредседателот и другите членови и сите имаат еднакво право на глас. Не е неговото право поголемо, треба да свика седница и да заземат став. Не може он да го смени своето мислење врз база на неодржана седница на ДИК. Добро, професоре Даштевски, на што се должи таквиот арбитриран однос на представниците на Социјалдемократскиот сојуз, генерално на сите нивоа, и на партиско ниво, и на општествено-политичко ниво, и на државно ниво. Еве гледаме, например, техничките министри што прават. Значи, без никакви консултации, без никаков респект кон владата, без никаков респект кон почитуваното, кон целта и причината поради која што се поставени на позициите, без никаква етичка тлабочина на она што ќе го превземе така натаму. Толку арбитрирно, толку паушално, толку површно. На што се должи таквиот ноншалантен однос, да би рекла, на представниците на Социјалдемократскиот сојуз? Прво би додал тука една работа, да завршиме прво со таа работа. Значи, покрај председателот на ДИК, вакво соопштение на еврокомесарот Хан му има дадено и представниците на ОПСЕ во Република Македонија и представниците на ОДИХР. ОДИХР е емисија која се формира специјално за изборите. Значи, многу стручна мисија која се формира за изборите и која одлично ги познава работите, не само во Македонија, туку секаде каде што се присутни. Значи, во цела Европа пред се. И тука му имаат кажано дека се исполнети сите услови за одржување на изборите. Значи, не може сега председателот на ДИК, противно на мислењето на ОПСЕ и ОДИХР, кои се
тела специјално формирани за таа намена да даде таква изјава. Значи, Така, тука го зато завршуваме вели тој дел. технички може да се спроведат. Да, технички може Но- да се спроведа. Значи не може сега оно обратно да мисли од нив, бидејќи они секој ден се консултираат со Така. ДИК како стојат работите. И тука се јасни работите. На што се должи ова, прашате за Арбитрирноста. за однесувањето на Така. опозицијата. Сметам дека таа е во голема криза. Ја тоа постојано го зборувам. Дури им давам некои совети што они не ги сваќаат сериозно и мислат дека тоа им штети, а всушност би им биле корисни доколку би послушале. Дека треба повеќе да се занимаваат со вистинска политика, а не со политиканство. Значи треба да работат на терен, треба да направат програма, треба да ја промовираат таа програма, треба да работат со луѓе, треба својот состав натре во партијата да си го прочитат, да донесат квалитетни луѓе, како што впрочем тие и имале порано, така што само на тој начин можат да го зголемат рейтингот. Тие се определија за една тотално негативна политика и дури некои работи ние не знаевме. Ја просто и сега не можам да поверувам како полицијата не можела 3 години да ја открие таа фабрика за афери, иако истите тие теписони и печати и компјутери ги гледаме и сега кои ги открија и Така. пред 3 години, сакајќи да и наштедат на тој начин на опозицијата, а тоа ниту се демократски средства, ниту се вистински средства со кои се победува на избори. Така што сите чекори што ги прават се негативни, а на тој начин им паѓа рейтингот се повеќе и повеќе, меѓутоа тие никако тоа да го согледаат. Веројатно најбитна работа е да се поправи тој демократски капацитет. Значи реформа во партијата и сега ова што го презема овој потек уште повеќе им наштетува. Затоа што за 24 часа тие, како што слушнавме и од еврокомесарот, и од премиерот, и од другите кои учествувале таму, од Али Ахмет и други, дека тие воопшто не ли сакале да разговараат за тие услови кои сами ги кажуваат дека сакаат да разговараат. Дека тие сакале единствено да се одложат изборите. И сега они ја направија кризата, бараа избори, го викнаа меѓународниот фактор, а сега не сакаат. Значи, на кого тоа може да му наштети најмногу? Само на нив самите. И сега ако има избори, а ќе има, гледаме, бидејќи и еврокомесарот Хан порачал од Брисел дека исполнети се условите и дека има големи шанси да и тоа што не е исполнето да се исполни да се одржат изборите. Така што овој гаф што го направија во петокот, бидејќи тотално беа неподготвени, ако веќе сакале да се договараат, можеле да се договорат во петокот за тоа. Го слушнавме во комисарот Хан, рече дека во разговорите поединечни што се воделе, владеачката партија, по конкретно лидерот на владеачката партија, предложил да се дуплира кадарот, она што го зборевме ние на почетокот, а ја би рекол дури да се триплира ако треба. Кадарот кој ќе ги прочисти списковите, бидејќи методологијата за прочистување самите ја одредиле. Така што не може да се бега од тоа. Значи самите СДСМ се согласиле со таа методологија и таа само треба да се спроведе. И она што не го кажавме, а треба да го кажеме, е прашањето за медиумите. Ке дојдевме до тоа, но добро, ајде, така си се наметна разговорот. Поради кои они не сакаат да одат на изборите, нели? Значи, ако погледнете добро, и од 2 јуни договорот од Пржино и од 15 јули, затоа што луѓето ги зборат тие договори, ама не ги анализираат. Ќе видите дека таму никаде не се спроведува никаде не се предвидува спроведување или донесување на некој закон за медиумите. Само се споменува фер и демократско објективно информирање на јавност. И во таа смисла и се разговараше цело време. Значи, сите медиуми да се држат до тоа што е предвидено во законот. Значи, да им се даде определено време за рекламирање, како што е предвидено во законот, да им се даде одредено време за учество во емисии, како што е предвидено во законот, и сите други членови што се предвидени во законот да ги исполнат медиумите, или да бидат драстично казнети поради тоа, и затоа и не се викаат медиумите, затоа што никој не предвидува носење на нов закон, туку исполнување на законите кои веќе се донесени.
А ако не ги исполнат законите, тука е комисијата, тука е државата. Постојат прекршоци, постојат дури и кривични дела за такви непочитување на тие услови. Така што тоа што бараат они да се затвори медиумот ако не ги исполнува или ако не му се допаѓа на некој директор што ќе го стават од нивни редови, тоа е нешто што го нема никаде во светот, ниту па уште помалку во Европа и што никој нема ни да го разговара. Дури ни меѓународната заедница нема да разговара за таков предлог. Токму така. Така што мислам дека и тој услов е исполнет на некој начин, а и да не е исполнет, има уште време за разговори до изборите, да се договори точно како ќе се одвива промоцијата на партиите. Да. Професоре Даштевски, јас тука ви предлагам да направиме уште една кратка пауза за реклами и се враќаме веднаш назад. Почитувани слушатели, останете со нас. Почитувани слушатели, вие сте повторно назад на Концепт со Ина. Денеска имам задоволство да дискутирам овој многу значаен ден, 18 јануари 2016 година, ден пред Богојавление или познатиот православно-христијански верски празник Водици. Јануари го привршуваме полека, празничното расположение, македонските граѓани го заокружуваат со, да речам, една навистина топлина во своите домови, со една нова надеж, така ја почавме новата година, исцрпени во целата измината година до нас се што ни се случуваше од сите оние црни сценарија кои што ги кроеа опозицијските лидери на чело со господинот Зоран Заев и господијата Радмила Шекеринска за состојбата во Македонија, злоупотребувањето на јавното мислење, беа злоупотребени и почитувани многу луѓе, многу граѓани, многу луѓе се отуѓаа меѓу себе, престанаа да разговараат едни со други. Државата за момент и застана. И во еден момент сите едноставно го изгубивме здивот за на крај да бидеме повторно доведени по не знам кој пат во нашата плурална македонска историја како некои непослушни дечиња кои немаат можност или сила во себе си да се справат со предизвиците и со внатрешните дилеми и прашања, па моравме да повторно да побараме присутноста и помошта од странските медијатори, што во секој случај во голема мера и наштети на нашата држава, бидејќи сето тоа остава многу негативен призвук за тоа до кој демократски степен на развој сме достигнале и уште колку години треба, како би се рекло народски, леп да јадеме, за да можеме да го постигнеме она ниво со кое што би можеле да речам, да се себе си навистина исправиме и рамо до рамо со останатите членки на Европската Унија, да споделуваме визии за развој во векот во кој што живееме, тоа е за 21 век, за сметка на тоа што ни го направија опозицијата, одлучувајќи се за црните сценарии, одлучувајќи се за нелегални средства, одлучувајќи се за создавање на раздор на македонското граѓанско ткиво со една единствена цел, тоа е една тесно партиска врхушка во државата да може на нелегитимен, нелегален начин да дојде до државната власт, да дојде до средства и секако да дојде до можноста за санкции. Зошто тоа го велам толку остро? Како и вас, професоре Даштевски, јас сум во долг временски период присутна на македонската општествено-политичка сцена. Иако по вокација сум политолог, геополитичар, мојот фокус е анализирањето на минатото во контекст на тоа што би се случило во иднината. Секако дека дневната политика секогаш ми била втората љубов и она што можам да го забележам во хронологија наназад е дека навистина овој пат социјалдемократскиот сојуз се надмина во однос на сите можни сценарија што можеа да ги смислат. Не дека некои не ги репризира, тоа сме го дискутирале во некои од минатите емисии. Верушевски и целата ситуација околу прислушуваните приватни телефонски разговори, кои на вистина чепна и засегнаа многу приватни, лични судбини. Едноставно влегува во интимата, беа искривоколчени луѓе кои што не ги познаваме, за кои што не можеа да се бранат, бидејќи не постои демант на клевета, бидејќи не постои институционализирање на начин на кој што би можело да се санкционира таквото безобразно, би рекла безусловно однесување на лидерот на опозицијата, кој
играјќи на улогата на опозицијски лидер на една од најголемите опозицијски партии во Република Македонија, го злоупотреби правото на презумција кој што го има лидерот во секоја либерална демократија, бидејќи во некои тоталитарни режими за какви што тие говорат, до сега тој не би излегол од затвор. Значи и за третина од ова што го направил. Напротив, тој создаде и до ден денеска се уште создава заедно со неговата тесна партиска номенклатура навистина многу негативна енергија, многу дилеми, многу негативни конотации кои навистина и секако дека ќе го збунат обичниот македонски граѓанин кој не се занимава со политика на начин како што се занимаваат овие центри и кој навистина страхува за својата екзистенција и за екзистенцијата на своите деца и на својот круг. Оттаму, како го оценувате неприфаќањето? Вие малку говоревте за тоа претходно, но ете пак би сакала да се навратиме во интерес на нашите слушатели. Професоре Даштевски, како го оценувате неисполнувањето, недоследноста на опозицијата и покрај договореното во Пржино и покрај добивањето на толку многу привилегии без да ги заслужат, на сила, со протести, со злоупотреба на странски фондации, странски средства, странски служби, странски посредници, покрај се што им беше овозможено од оваа легално избрана демократска влада, повторно да го оспорат и да не сакаат да прифатат и да прават тоа, значи повторна нова бламажа како што беше минатата недела во однос на датумот на изборите. Јас повторно ќе се вратам тука на изјавата на еврокомесарот Хан, бидејќи дел од новинарите на СДС, односно Сорос, дури го навредува дека имал акции во некои не знам какви компании и така натаму, меѓутоа тој е официјално поставен од страна на ЕУ да ја води таа функција која што ја работи и повторно ќе се навратам на неговата изјава каде што тој вика дека мора оваа криза која може да се продлабочи во Република Македонија да се реши. Пред се тука мисли на бранот на бегалците кои никој не ги смета, ги сметаат како опасност за Европа, но тој смета дека бидејќи во Европа нема веќе простор за бегалци, може и другите држави да ги затворат границите, дека таа криза може да се излее во Република Македонија и Србија пред се тој така смета. Значи, ако е тоа така, тогаш ние можеме да очекуваме во пролет, не знам, 200-300 бегалци да останат во Република Македонија. Ако ние не сме решили нашата внатрешна политичка криза, тогаш тоа значи дека сме во многу опасна ситуација на државна криза од која тешко ќе можеме да излеземе потоа. И затоа го кажа тој тоа. Меѓутоа, по сите овие индици што се случуваат сега, гледаме дека можеби намерно СДСМ, немајки друг излез, ја прави таа криза, значи да продолжи. Значи, теорија на хаосот, како што се вика, ја продолжува затоа што само во таква ситуација се снаоѓа. Бидејќи јасно е, рейтинзите, анкетите покажуваат дека ќе изгуби на изборите, значи без оглед ние можеме да имаме најпрочистени избирачки списоци на свет, никој не може да оди против волјата на народот. Анкетите не ги прават спрема избирачки списоци, па дупло води владеачката партија на анкетите. Така што сметам дека тие сакаат да ја задржат ова криза токму поради тоа, затоа што знаат дека ќе изгубат на изборите. И на нив им одговара постојано одлагање, кое, како што реков, провоцира кризи за кои ние можеби и не сме свесни. И мигратската, и економската, и политичката, сите тие кризи се пролонгираат и на тој начин они сметаат дека можеби ќе падне рейтингот на владеачката класа, на владеачката класа, и поради тоа тие ќе добијат. Што тешко ќе се оствари затоа што народот стекнува доверба и после таа доверба тешко се губи. Треба да се случи нешто како што им се случи на нив, да се сменат неколку политички елити, меѓутоа на полошо, за да дојде до такво пропаѓање на една политичка партија, какво што сега се случува таму. Значи, може, ние имавме во Србија, Тадич имаше 2 мандата, па изгуби скроз, и сега скоро се сведува на 0 таа партија. Така што и овде, ако не го направат тие тоа, може истото да им се случи. Тоа се случувало и во други држави и затоа најдобро ќе беше да излезат на избори. Сега веќе не знам после ова, сигурно ќе падне рейтингот уште за најмалку 1%.
и да освојат колку што ќе освојат претеници, да се помират со тоа, бидејќи објективната ситуација е таа што е. Не може да ја сменат за 2-3 месеци таа ситуација. Од друга страна да изанализираме уште една кратка ситуација. Еве тие бараат меѓу другите датумот 5 јуни, као не знам што ќе се случило ако било месец и пол, а од друга страна па истото прашање да го поставиме. Што ќе се случи ако да речеме месец и пол неполн ќе се одржат изборите? Дали толку ќе се прочисти за месец дена тој избирачки список кој толку го форсираат? Значи ништо не може да се случи за тој месец и пол. Исто ќе остане, тоа е 5 јуни, последен датум на кој може да се одржат изборите. Не дај Боже да се прифати датумот нивни септември, кој нели го предлагаат, ако не јуни, септември, затоа што луѓето се јули и август на одмори. Така. И како ќе одите вие врата на врата кога нема никој дома? Нели луѓето не се тука. Значи апсолутно не доаѓа во предвид септември, а никој не смета на тоа дека за цел тој период се предлабочува криза. Ама тука има уште еден триер кој што повторно говори за негативните мисли, за негативната, неконструктивната, нетранспарентната политика на Социјалдемократскиот сојуз. Знаете, професоре Даштевски, претпоставам дека се согласувате со мене, ние како политолози секогаш имаме желба да гледаме повеќе политички опции. Значи, нели, кога анализираме, многу е важно од страна да имаме пред себе една слика на една шареноликост, која што нуди различни концепти за според кои сметате дека државата треба да оди напред. Во случајов, Социјалдемократскиот сојуз, значи од заменувањето на Црвенковски па наваму, апсолутно не се занимава со ниту една друга тема, освен со темата за уништување на ликот и делото на господинот Никола Груевски. Моето чувство е тоа. Значи, нивната насоченост не е кон ВМРО-ДПМН. Нивната насоченост не е кон уривање само на влада. Тие се длабоко и крајно изфрустрирани од се она што премиерот Груевски го направи во изминати 10 години како претседател на влада, исто и како нели човек кој што не можат едноставно да го заменат. Не можат да се помират дека тие никогаш во живот не би можеле ни третина од тоа да го постигнат. Не знам дали би се согласиле со мене, но јас на вистина најискрено размислувам на тој начин. Па на некој начин ви дадовте и одговор на самото прашање. Не, па затоа дебатираме, затоа е на фронт. Затоа не можат, они цело време викаат да си даде оставка, да си даде. Затоа што тие знаат кои според што најголеми резултати до сега во Република во историјата на политичкиот плурализам во Република Македонија и тој тие се видливи на секој чекор. Тука карши вас можеме да видиме еден од тие резултати, меѓутоа најважно е дека веќе сериозни резултати има во енергетскиот сектор, во инфраструктурата, во странски инвестиции, во нови школи, болници, градинки, спортски сали и така натаму. Тоа е нешто што на секој чекор луѓето го гледаат. Ние видовме пред неколку месеци, сега ми текна на тој пример, во Македонска Каменица се отвори спортска сала, а тие немале никаков спортски објект. И замислите за едно такво мало место, сега младите ќе играат фудбал, кошарка, ракомет, мал фудбал, мислам, ќе има и простор за да направат своји тимови, бидејќи има и седишта во таа сала и така натаму. Значи, во секој град е направено нешто што е од исклучително значење за тој град и затоа луѓето и гласаат. Не случајно. Значи, се испорачани сериозни резултати и затоа СДСМ толку е против Никола Груевски, затоа што сметаат дека ако успеат него некако да го отргнат, меѓутоа гледаме дека тој има огромна енергија и волја за работа, дека на тој начин ќе успеат и да постигнат подобри резултати, што е по мене неизводливо сега за сега, затоа што пред сето има огромна поддршка внатре во партијата и во членството. Значи тоа го видовме и не само на конгресот, него неколку пати, вие знаете, на 17 мај беше, дојдоа, не знам, Борис Трајковски собира 10-12 илјади на седење, а уште толку имаше надвор. Па тоа не, претходно беше, а на 17 мај имаше 100.000 луѓе, се 90.000. Се калкулира со бројките, така што добива таа огромна поддршка што до сега ја немал. Ја не знам дали се сеќавате вие во порталите опозициони, нели ние како аналитичари мора се да следиме. Имаше дека често пишуваа дека ќе дојде до раскол во партијата. Значи ни не се случи тој раскол.
Напротив, натре во се случи партијата. уште поголемо Они има обединување. нели амстердамска тројка, па не знам Ништо, каква ништо. тројка, двојка Ништо. и единица на крај остана, пошто сите тие веќе не се ни појавија, па не знам имаше едно писмо од некои поранешни пратеници кои имаат сомнително потекло во партијата, кој ги предводеше нели Радка Димитрова, која 20 години веќе не се занимава со политика. Така. Па и тие се повлекува, веќе никаде ги нема. Меѓутоа, ниеден од тие не е некој сериозен член на ВМРО ДПМН, што не би дал подршка. Напротив, подршката како раснеше притисокот, растеше и подршката на Никола Груевски и мислам дека сега дојде до една точка на кулминација, каде што тој има апсолутна подршка не само од членството, туку како што тој вие што го прочитавте ова, што се обрати кон граѓаните, тој сега сака да ги сплоти сите граѓани за да оди цела држава напред. Да, тој има таа позитивна енергија која луѓето ја направи сакаат. нешто добро. Меѓутоа за сега сметам дека тој ги повикува сите граѓани за доброто на државата. Ама зашто во неговиот политички перформанс нема реваншизам, нема негативност. Он сака да води, сака да работи, знае што нуди и тоа што го нуди, верувате дека ќе им се допадне на гласачите. Почитуван професор Даштевски, тука ќе мора да направиме уште една кратка пауза за реклами и предлагам уште една убава музичка номера и се враќаме назад да одјавиме емисијата. Почитувани слушатели, ние сме на крајот на нашиот навистина интересен разговор денеска со професорот Даштевски. Ја начнавме темата и за веќе сигурно утврдениот датум за предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Тоа е почитувани датумот договорен во пржино минатата година, 24 април 2016 година. Македонските граѓани конечно ќе пресечат и ќе одлучат кому најмногу му веруваат и во чии раце ја предаваат извршната власт во наредните 4 години. Се надевам дека 24 април 2016 година ќе биде и датумот кога конечно ќе замрат сите негативни и неконструктивни действија и дека во рамките, како што кажавме со професорот Даштевски на опозицијскиот блок, ќе се изнедри нова сила која на вистина ќе свати за која функцијата и улогата на политичката партија и како треба да се искористат најдобро сите потенцијали на опозицијата како би можеле да добијат некој успешен резултат во иднина. Секако за тоа и за многу други прашања поврзани со предвремените парламентарни избори ќе можеме да разговараме и во наредниот период. Концепцијна ќе биде форумот каде што исто така ќе се дискутира и ќе се кршат копијата, ќе се разгледуваат секакви концепти, ќе се гледаат програмите на политичките партии и ќе се наоѓаат некои солуции или објаснувања на многу настани кои што верувам дека следат во наредниот период. Сосема за крај, професоре Даштевски, вие минатата година бевте избран од страна на Собранието на Република Македонија. Ами се извинувам се, да, проштете. Сакам се да кажам на брзина, бидејќи времето ни заминува и така некогаш лапсус лингва, проштевајте вие почитувани слушатели. Минатата недела бевте избран од страна на Собранието на Република Македонија како експерт од областа на човековите права во Комисијата за заштита од дискриминација. Вие имате на вистина извонредно академско CV и огромно правничко искуство кое со сите по сите нишани, како што би рекол македонскиот народ, ги исполнувавте условите и бевте квалификуван како експерт од областа да бидете член на ова значајна комисија. Од друга страна, видовме минатиот понеделник, чинам, дека беше дека представниците на парламентот од страна на Социјалдемократскиот сојуз изнедри една канонада на бласфемии против вашата личност. Па би сакала мал коментар околу тоа. Па овој коментар кој ќе го кажеме сликува всушност целата слика за опозицијата. Значи, тие таа прилика ја почувствуваа како можност мене лично да ме навредуваат максимално колку што може со некои работи кои немаат врска со работа на комисијата. Така. Значи, имаше еден пратеник анонимен од СДСМ, не знам ни како се вика, кој беше задолжен директно за мене. Рекоа до сега зборевме за, не знам, други некои членови, сега ќе зборам директно за него и како некои замерки што биле најголеми замерки за мене, ја кажува замерката дека јас сум рекол дека
дека тајни служби биле замешани во ова, што не сум требал да кажам, меѓутоа нели ние никогаш не збориме на памет. Ние гледавме еден видеоклип на телевизија пред повеќе од година дена, каде што лидерот на опозицијата кажува дека снимките му биле дадени од тајни служби. Апсолутно. Ако не беше, после вика он, па дури вика ги замешал и грчките служби. Кога на прашањето од кои служби, тој рече дали од соседството, тој рече од подалечното соседство. Сега ако ги земете Белград е 400, нели службите се во центарот на државата, односно во главниот град. Белград е 400, Софија 200, Тирана 300, Атина 700. Значи најдалечно соседство е Грција. Така што ја кажам тоа што го слушам. Меѓутоа што има врска тоа со работа во Комисија за заштита од дискриминација. Дури ја слушаме сега во оваа прилика ќе ја спомнам и представничката на Хелсиншкиот комитет Уранија Пировска, со која имавме релативно добри односи и таа ми даваше мене интервју од 45 минути која се наоѓа во мојот мобилен телефон, исклучиво за човекови права и дискриминација. Затоа што јас исклучиво се занимавам, тоа е моја најтесна специјалност. Така, да. Значи се занимавам со дискриминацијата, односно со условите за подопрување на дискриминацијата на Република Македонија, па и на цел Балкан, така што тие искуства можеме да ги премениме и овде. Така. Значи, не викам дека тука е сјајна ситуацијата, меѓутоа сметам дека ќе дадеме многу сериозни резултати, меѓутоа во таа дискусија никој не ја спомна дискриминацијата, туку само личностите беа напаѓани за да се искористи таа говорница за такви напади, бидејќи тука не може никој ни да одговори, како што некој пратеник им кажа, немојте да ги навредувате луѓето кои тие не се ни тука, не може да ви одговорат. Друго е да се тука па да може да одговорат дали е точно или не е точно тоа што го зборувате и дали треба и дали не треба да го зборувате. Значи тоа е она што треба да го поправи опозицијата. Јас дали ќе дам резултати или не, ќе видиме, бидејќи веќе сум избран, ќе видиме на крајот на моето работење, времето ќе покаже, меѓутоа не е тоа начин да се дискутира на собраниска седница. Може би, еве, јас како што имам информации, а и тоа може да се види на вебсајтот на собранието, тие не ни учествувале на комисијата за избори и именување, каде што треба да се дискутира тие работи за личност. Така, а на собраниска говорица каде што треба само да се гласа, тие дури не ни доаѓаат на гласање, туку само критикуваат. По нарачка. Професоре Даштевски, јас ви честитам за изборот и ви посакувам многу плодна работа. Јас како ваша колешка ја знам вашиот академски опус и знам зашто сте се стручни, така што верувам дека навистина и оваа комисија ќе има еден навистина квалитетен тим и се создаде квалитетен тим кој ќе даде многу во однос на полето на заштитата на човековите права. Ви благодарам уште еднаш за учество во Концепт Соина. Благодарам на поканата. Почитувани слушатели, сакам да се одјавам со една навистина така убава мисла од вас. Се разделувам и ве оставам во добро здравје. Ви посакувам убава пријатна работна недела на сите православни христијани. Убаво да си го пречекате утрешниот ден. Убаво да си поминете во рамките на вашите семејства со вашите пријатели. Посакувам нашата држава да оди напред, посакувам сите ние да одиме повеќе и погоре и да живееме среќен, успешен и плодоносен живот, а сето тоа можеме доколку почнеме да веруваме повеќе во себе си и доколку почнеме повеќе да си веруваме помеѓу сите нас. Радио Слободна Македонија е трговско радиодифузно друштво. Јас сум доктор Иванка Додовска, уредник и водител на емисијата Концепт Соина. Денеска е 18 јануари 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Останете ми во добро здравје. До слушање. Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.